што ќе се илустрира, после ќе се вратам на тоа. Поентата ми е зошто новинарите, значи нашата фела, нашиот теснав или овој цел систем информативен е толку слаб во 2010 година. Наместо да го јакнеме, системот ни е се послаб и новинарите ни се се подкупливи и поподкупливи. Затоа што сме дел од цела држава, како што цел систем од држава, така сме ние. Не е тоа. Ова има затоа што председателот точно таму удри. А и предходните премиери, и Бучковски пишуваше писма, и Груевски се бунеше за ставо, да речеме, односот на како Дневник се позиционира према владата и така натаму. Драг мој колега, знаеш што е проблемот? Немаме изграден вредносен систем, затоа не шуткат. Точно. 15-20 години нема вредносен систем и не сме независни. Знаеш ли што е вредносен? Многу лесно се продава. Вредносен систем е принцип што може да постои. За принцип избора. И само да довршам, ние ќе се илустрираме, а немаме законска рамка во која новинарството ни работи. Ние сме сведени, сите ние да бидеме во некој резерват, стајани, слободно може да си ловиме, ама немаме закони. Што ако отепаме бела мечка, кој ќе одговара, не се знае. Само регулација има. Ама само регулацијата не функционира во Македонија. Ако имаш принцип, Јас сум за тоа. Професионален, единствена подоба која што би требало да постои меѓу професионален новинар и непрофесионално новинарство. Барем во новинарството си постојат строги правила кои што ги знаеме, ги учиме од почеток, од првиот ден кога влегуваме во редакција или уште на факултет. Така на табла ги имаме кодексот на новинарите. Прво што мораш дали ново да имаш нешто, мораш да бидеш точен, мораш да известиш на време, но и едноставно мораш да провериш од една, од друга, од трета страна. Тоа е тоа. Точно, само ќе завршам. Што покажа праксата? Значи, тоа е тоа, точно е тоа, го знаеме, но праксата што покажа? Еве, гледате што покажа праксата. Може, едно прашање. Зборевме за принципи. Да. Принципот е еднаков за сите. И за мене, да речеме, со кој не кеш да седнеш да се набидиш, и за господјата со која си пријател, да речеме. Така? Значи, ако си професионален новинар, нема да те интересира дали ме мразиш или не. Туку истиот аршин, со истиот аршин ќе ги мериш. Еве сега за него, конкретен пример. Пред некоја година објави една таква, како се вика, пикантерија, дека Љупчо Георгиевски со швалерка бил фатен, не знам, таму на море. Не беше така? Не е важно. Еве сега ја... Која е дамата? Да, која е дамата? Можеш ли да објавиш или ниеднаш ли не си го фатил со швалерка, да речеме, не знам, другиот премиер? Еве, нема да го спомнуваме. Зошто? Само Љупчо Георгиевски го спомнува. Не. Никогаш не. Нема да ги спомнам. Зашто Љупчо ми стана општо добро. 15 години го мааме ко боксерска вреќа, така? Можеш ли да објавиш? За кој? Принципиелно истиот принцип да го примениш на овој што... Добро. Не отварај темата. Не отварај темата. Забораваш дека комуњарскиве новинари ја отворија темата за љубовниот живот на Киро Григоров, така да немој да го разборуваш тоа и немој да мислиш дека не сме отварали тие теми. Но прашањето... Множина немој да збориш, те мола. Сега конкретно. Не, сакам едно прашање кое ти го отвори, ама јас сакам да го детализирам. Ако е точна твојата теза дека ние создаваме јавно мислење, нели, на поделба патриоти, дека ги критикуваме патриотите, и ако при тоа сме ние така наречената доминантна фела, нели, која треба да го продае името и ова, како е возможно, еве тоа е и за Лидија, 94%, 96% да се анкетите про-НАТО и про-Европска унија, при што, пази, при што, граѓаните точно знаат дека ЕУ и НАТО без решавање на спорот на името, што значи без воопшто некаков компромис, нема решение. На 95% дека се за ЕУ и НАТО, второто прашање. 70% дали под услова... Не, па немој сега да ми кажа, па они нивниот идентитет е во закон. Што значи, чекај да ти кажам. Ајде, забрави оваа тема, бе. Добро. Ајде, оваа со пандемијата на свински грип. Да. Точно ли е до пред некоја недела дека ние, новинарите, секои вести, насловни страни, ги почнувавме колку уште умреа, колку се уште нели во инфективна клиника. Ама не само во Македонија. Тоа беше светски процес. Ама јас не зборувам само за нашето новинарство. Зборувам за одговорноста на јавниот сектор, која меѓу другото кулминираше неодамна во британските медиуми, каде што отворено се рече: новинарите, господо,
Треба да одлучите сега дали ќе бидете новинари или ќе бидете политичари. Не може и двете. И после, кога ќе ве третираат како одговорен политичар или страна во спор, вие, јас сум жртва. Добро. Значи, ние учествувавме во креирање и на јавна клима, хистерија, готово умираме сите од грипине. Ова што кажуваш од надвор, зашто секогаш со ручна треба да го примаш? Затоа што светскиот тренд и светските интереси не ти се гаранција дека тоа е по дефиниција безпрекорно и треба да го следиш. Него треба да уклучиш мозок и да браниш одредени принципи и сам да размислиш. Добро, ја мислам дека на Балканот имаше такви кои го уклучува мозокот и така не ја водеа сметката за меѓународната заедница, па не свршија многу слава. Не е ова исто. Јас како е возможно заправо од оваа поделба? Значи, ние вршиме пресија, нели? Го обезличуваме општиот јавен интерес на патриотите и така натаму, сепак да има толкав степен на плебисцитарност. Без оглед што дел од македонците мислат дека не по секоја цена во ЕУ и НАТО, односно не за смена на идентитетот, иначе за смена на уставното име, на името може би да. Не сме се разбрали и ова е манипулација. Значи, ако се разговара денеска и Филип Рикер, пошто се повикуваше на него, јасно ти кажува. За идентитет нема разговор. Не. Ние разговараме за меѓународно име и неговата, и обсегот на неговата употреба. Тоа е двојна формула, човече. Ние не разговараме за ерга омнес, за севкупна употреба што подразбира менување на идентитет на... Тоа вие, како бранители на меѓународната позиција, а всушност грчкиот предлог, ќе морате да си го прифатите како реална критика на вас. Вие заговаравте промена на идентитет на цел еден народ, што е од времето на Хитлер до сега невиден. Ова е втор пример, на кој цел свет, од кога го обелоденија предлогот, значи, почнувајќи од телата на Европска Унија, останаа шокирани. Зашто сите се залажуваа дека се работи само за замена на референца, и тоа беше свесна лага од нашите, со друго попристојно име, па ние почнавме да лицитираме кое име поише ни се свиѓа. Демократска република, Северна, Горна, Долна, а пакетот, за кој сите знаевме дека постои, сакаше некој да го скрие. Тоа е одговорноста на македонските новинари Чомовски. Јас лично не сум видел пакет, и ако си видела пакет, тоа е твој... Имаш ексклузивност. Ја не сум видел пакет тако. Метју Нимец не видел се, два ви ги донесе. Еден донесе. И имаше јавна дебата за него. За другиот пакет на кој се подпира Никола Груевски, јас не сум го видел. Ти си го видела? А што тебе мислиш дека треба да... Дали сте го видел? Ја не сум го видел. Го демантираш ли... Не, дали си го видел? Не, го демантираш. Па немај, молим те си да... У меѓународната игра демантот не значи ништо. Не значи ништо. Димо. Мене ми се чини дека малку дискусијата е вон прошло време. Не и ова со пакетите. Мислам, дури да се случиле во 2003, во 2004, во 2005. Не, сега би се деси. Друг контекст беше 2003. Не може да Друг контекст беше 2006. Што е контекстот? Друг контекст Кога е сакате да ми го смените идентитетот? Денеска контекстот е 2007. Глобализација. Не, 2010 е. Неврзани повеќе не поминува. Кој ви кажува? Не поминуваат неврзаните. Вие го гледате светот денеска во 2010-та. Јас го гледам светот. Тој од реклами не е ист. Аз може да се докажам. Да, ама немојте ме молам само, знаете, ова е диалог жив. Ова не е диалог жив. А значи не го гледате светот. Сега светот. ме слушав, сега чујте ме мене, нели? Добро. Значи ова што се случуваше во 2000-та сгрешивме, направивме. Каде сме денес е прашањето? Каде се приоритетите за кои што сите ние рековме дека треба да се исполнат? Каде се приоритетите за кои што гласавме во 2008 година? Ќе ви ги кажам. Не. Не ќе ви ги кажам. Економски развој. Вие верувате дека има можено економски развој во него? Не знам. Не, сериозно ве прашувам. Дали мислите дека може оваа држава да мртне напред без ЕУ? Има држави во Европа кои не се во ЕУ и има држави кои не се во НАТО. Кои се тие, кажете ми? Еве Швајцарија, да речеме, не е ни во ЕУ, ни во НАТО. И во Европската економска област. Па и ние сме во ЕФТА. ЕУ само што не партиципира. Па и ние сме во ЕФТА. Па не сме. И имаме стабилизација. Вака. Пе молам. Ама не сме, далеку е. Ама зато немаме ни аргументи. Ги немаме Не. фактите пред нас, а ние донесуваме некаква
теза која што треба понатаму да ја пропагираме. Ама вие менуваме приоритетите ги исполнивме менуваме идентитет